Поради високиот процент на воздушна влажност, на удар се воштарските култури и токму поради ова е неопходна нивна заштита, но не и на раните сорти, кои веќе се навлезени во берба. Ова особено се однесува на одгледувачите на круши. Раните сорти круши, јунско злато и јулско убавица, веќе ја завршуваат својата зрелост, навлезени се во технолошка зрелост и за 4 до 5 дена најголемиот дел од сортите ќе може да бидат да навлезат во процес на берба. Значи тука заштита не може да има и не сме да има поради каренцата од пестицидите кои што се задржуваат најмалку 3 недели во плодовите. Другите сорти круши треба да им се обрне внимание на појавата на вошки кој што е масовна во овој период од годината, чија медна роса, изметот всушност од вошките, е одлична појдовна основа за развој на најголемиот број на габни заболувања, но и се вошките одлични преносители на вирусите по растенијата. Вниманието треба да се сврати и кон праската, односно кон раните сорти. Посебно внимание се обрне кон кадравоста на листот или тафрина деформанс, која што може да го десеткува самото растение, со разбери да го уништи плодот. Дел од праските веќе ќе навлезат, раните сорти праски, Спрингфилд и се извинувам, Спрингтайм и другите сорти околу неа, веќе ќе навлезат во период на берба. Таму заштитата не може да биде присутна и едноставно треба заштита се подпира на оние чекори кои што били преземени порано. Додека кон и другите кои што зреат кон 15 јули, Ред Хевен и другите сорти кои што се од групата на оваа сорта, може да имат уште една заштита во согласност со потребите. Доколку нема потреба, не треба да се третира.